здрава на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Во денешниот влог, како што гледате по насловот, одлучив да ви го представам мојот живот во карантин, односно само изолација. Преку овој влог ќе се потрудам да ви покажам како јас всушност си го организирам слободното време кое го имам додека сум дома. Па со самото тоа се надевам дека ќе го исполнам и вашето слободно време додека го гледате на пример овој влог, а преку влогот ќе се инспирирате и вие да направите нешто од работите кои јас ги правам додека сум дома. Доколку се прашувате дали сум во 24 часовна изолација, мојот одговор е не, затоа што се уште одам на работа. Меѓутоа ги почитувам сите мерки за заштита од актуелниот вирус и нема потреба да се грижите. Денеска сум слободен и буквално 24 часа ќе бидам дома, па токму од таа причина и одлучив да го започнам овој влог. Имено мора да се надоврзам и да кажам дека не ја разбирам во целост нашата хистерија околу самоизолација и ова седење дома, затоа што сметам дека ова е само една психичка бариера од причина што седењето дома моментално не е наш избор, а секогаш кога нешто мораме ни ствара одбивност некаков револт, така што во овој момент ќе искористам и оваа прилика да апелирам до сите вас кои ме гледате, максимално да ги почитувате мерките за заштита, да внимавате на вашето здравје, на здравјето на вашите родители, баби и дедовци, кои се всушност и најранливата категорија во овој случај. Така што единствено вака, седејќи дома, можеме да заеднички да го победиме овој наш непријател. Бидете трпеливи, постојат многу работи кои можат да ни го исполнат времето додека седиме дома и сметам дека ние повеќе сме мрзливи, а тоа дека ни е досадно е само изговор. Јас инаку станав пред околу 2 часа, испив едно брзинско кафе, се истуширав, се си направив чај и ќе одам у кујна да се направам смути. Тоа ќе ми биде еден вид на доручек, затоа што касно ми е да јадам нешто похранливо. Оти кога ќе дое мајка ми од работа, сигурно ќе направи нешто да јадеме онака фамилиарно. Така што ете, ќе ве носам со мене да ви покажам какви смутиња си правам секоја сабајле. Скоро секоја сабајле. Следно нешто што го правам за да си го исполнам слободното време е гледање на YouTube видеа и слушање на музика. Поради тоа што знам дека многумина од вас музиката ја слушаат онака пропратно, ви препорачувам да и се посветите малку повеќе. Затоа што јас буквално одвојувам време од денот кога слушам музика. Мислам, секогаш кај мене има музика, али одвојувам време од денот кога само слушам музика, само гледам спотови, читам текстови на песни и така натаму и така натаму. Што се однесува до видејата на YouTube, морам да ви признам дека до пред 2 недели баш слабо гледав јутубери, но еве од како сме во карантин почнав и тоа да го правам. Порано нема време за гледање на туѓи YouTube видеа, затоа што и јас самиот снимав и едноставно никако не можев да одвојам време онака да седнам и саат време да гледам нечие видео. Сега имам време и тоа е една од позитивните страни на овој карантин. Сакам да ви кажам уште една многу битна работа, тоа е дека на каналот Ивона и Марио се уште постојат сите наши објавени видеа. Имате околу 250 видеа на каналот Ивона и Марио. Така што, доколку ви е досадно, јас не знам што чекате, доколку не ви се гледаат видеата на каналот Ивона и Марио, на мојот поединечен YouTube канал имате сигурно околу 40 видеа и верувам дека не сте ги погледнали сите. Така што ете, јас моментално ќе најдам видеа од јутубери кои мене ме интересираат, видеа кои се соодветни на моите интереси, додека го пијам
чајчево што пред малку си го направи. Сакам да напоменам уште една многу битна работа. Јас верувам дека вашите пријатели живеат блиску до вас во ист град и така натаму и знам дека полициски час почнува во 21 часот. Но тоа не значи дека вие со вашите пријатели треба да пиете кафе и да се дружите до 21 часот, односно направете го тоа на еден поинаков начин преку Instagram, Facebook или некоја од останатите социјални мрежи за комуникација. Еве како ние другари си го пиеме кафето. Земете пример од нас. Занемарете го изгледот. Сите сме таква изолација, така да. Who cares? Вчера на TV21 ме вклучија у живу програма, ми се јавија и ми вртат со камера. Викам, не благодарам, ако може аудио, затоа што не ќе да ме видите со камера. А како преде ја не гледате? Супер. 12 минута. Позбори смо. Ќе гледам после ако се оставиле на YouTube. Добро. Ние идеме да се дружиме, вие останете ми со здравле. Здраво другари, од мене по не знам кој пат во овој влог. Излагам од дома на буквално 2 минути. Тргнав да ја соберам мајка ми од работа, затоа што женава не вози. А од вчера се го укина градскиот превоз у Куманово, така што не е паметно да ја пуштам да се вози со такси или не знам тие диви таксисти како и да е. Забавljam, ovo je iskačanje u tarče. Sluči se pred 2-3 godini bila da ja sodam Skoplje Atina, da ja pitam moja ta Evgenija. Ajd, reci šta? Ja ti dižem prosek, bebo, od hasla ja sam prosek, bebo, idemo kraljice, udara koji me maš. Доста ми беше. Будала. Защо будала? Родена майка вика будала на дете. Чули ли сте ви тој, драги гледач? Родила си дебила. Па, другари, здраво од мене уште еднаш. Се прибрав дома, ручав и легнав у оваа фотелјата, затоа што се прејадов и буквално ми падна притисокот. В последно време јадам буквално по еднаш дневно, што никако не е добро. Сакав само да ви се јавам за влогот, за да ви кажам што вие би можеле да правите во текот на денот, за да не ви биде досадно. Колку што разбрав, сите вие што сте на училишна возраст имате онлайн настава. Така што ете, топло ви препорачувам да ја следите таа настава, да читате по дома, да запишувате белешки, не знам. Едноставно, не го правете тоа затоа што морате, меѓутоа правете го за едноставно да бидете во текст со се што се случува во училиштето, затоа што тогаш ќе се вратите у тоа училиште. При тоа, сигурен сум дека таа онлайн настава ќе ви го исполни слободното време и ќе бидете продуктивни. Втора работа, читајте книги, но книги кои се надвор од предвидената литература во текот на една школска година. Сигурен сум дека сите вие многу повеќе сакате да читате книги надвор од предвидената литература, отколку лектири кои некој ви ги наметнува. Така што ова е одлична прилика да се фатите за првата книга која само ја гледате цел живот, а никогаш не сте ја пипнали и не ни знаете за што станува збор. Сигурен сум дека некогаш сте биле на саем, некогаш сте купиле некоја книга што не знаете ни каде сте ја ставиле, или вашите родители, брат, сестра, некој сигурно има некаква книга која ќе го привлече вашето внимание, а не сте имале време да ја прочитате. Гледајте филмови и серии. Јас најчесто Google го користам како единствена платформа за пребарување на филмови и серии, верувале или не. Се што правам е го пишувам името на филмот или серијата на Google и додавам онлайн са преводом. Така што еве, мојата омилена серија во овој момент е The Rain. Пишувам The Rain и додавам онлайн са преводом. И овде од страна ќе ви излезат еден куп сајтови на кои што можете да ја најдете серијата или филмот кој сакате да го гледате во тој момент со превод без да плаќате. Ова не им го препорачувам на луѓето кои живеат надвор од Македонија, затоа што знам дека таму постојат некакви казни доколку нелегално гледате филмови и серии. Што се однесува до моите предлози за филмови и серии, се ќе ви напишам во дескрипција под оваа видео, ќе ви ги напишам уствари моите топ 3 омилени филмови и омилени серии, така што е. Ова е одлична прилика да им сготвите нешто на вашите дома. Знам дека не сте вешти у кујна, меѓутоа за се има прв пат. Еве, ова е одлична прилика да научите да готвите. На каналот Ивона и Марио постојат 2 или 3 епизоди од серијалот кој тогаш го фурав,
Cooking with Mario. Мислам дека правев американски палачинки, болонјезе шпагети, пица, не знам што правев. Побарајте ги тие видеа и според моите рецепти направете им нешто вкусно на вашите дома. Или самите на себе, како и да е. Средете си ја собата. Да, јас пред 2-3 дена одлучив да направам генералка, да померам буквално се, да извадам буквално се. Изгубив 7 сати, верувале или не, само за една соба, односно собата во која моментално се наоѓам. Така што, тоа е одлична прилика да ви помине денот онака, лаганини. Но имам и некои покреативни предлози. Доколку некогаш сте посакале да бидете јутубер или јутуберка, ова е одлично време за вас. Доколку имате телефон кој има камера онака солидна, почнете да снимате за на YouTube. На мојот канал мислам дека постои едно видео кое се вика како да бидеш јутубер. Го снимав за време на влогбасот, ќе ви ставам линк у дескрипција, можете да го погледнете. Таму објаснувам како јас ги едитирам видеата, како да дојдеш до идеја за видео, направите си список со идеи кои вие би сакале да ги реализирате на YouTube. Не знам, еве, ова ви е одлична прилика да почнете нешто ново во животот, а за тоа немате потреба да излегувате од дома, буквално соба на бел зид со некоја обична лампичка, можете да седнете и да направите едно одлично YouTube видео. Сите девојчиња, на пример, може да вежбаат шминкање. Постојат еден куп туторијали на YouTube како да се нашминкате. Направете си дома некаква сценографија, ангажирајте ја вашата сестра, брат, мајка, татко да ве слика, споделувајте слики на Instagram, најдете некој нов програм за едитирање на фотки, експериментирајте. Знаете како, постојат стварно многу работи кои можете да ги правите за да не ви биде досадно, но и на почетокот на видеото реков дека ние сме повеќе мрзливи од колку што ни е досадно. Играјте некоја друштвена игра со вашите браќа, сестри, родители, баби, дедовци, не знам, имате сигурно карти, не љути се човече, како тоа се вика на македонски уопште. Монопол, сузопол, не знам, свашта има, играјте на компјутери игри. Еве ви прилика да се изнаиграте за цел живот. Кога сте на летен распуст, родителите не можат да ве дигнат од компјутер и телефон. Сега сите наеднаш имате желба да излегувате надвор, да си играте на снег, да се шетате на кеј кое е убаво време. Не може човек да ви фати ред и крај. Конечно имате време да се наспиете. Сега некако е вистинско време да се совземеме и информациите кои доаѓаат до нас да ги процесуираме на еден вистински начин, да си го средиме животот. Направете си концепт, совземете се, онака медитирајте, вежбајте, тоа заборев да го кажам. Се теретаните се затворени и сите као ќе се здебелиме, ќе ова, ќе она. Океј. Можеме сите да вежбаме дома. Забележав на Инстаграм многу фитнес инструктори кои прават бесплатни лайв тренинзи на Инстаграм. Најдете такви профили, најдете вежби на YouTube, има еден куп. Вежбајте дома, пола саат од денот, наместете некоја черга, истргнете си и вежбајте било какви вежби, не ни мора да гледате. Него не мрзи, тоа е проблемот. Тоа беа моите предлози за сите вас. Мојот живот во карантин продолжува. Јас сега ќе земам да го монтирам овој влог, откако ќе го намонтирам, ќе го аплодирам и ќе гледам да го објавам до 9-10, не знам колку е сат се уопште. Потоа ќе гледам некој филм, ќе гледам некоја серија, ќе штракам по телефонот и на кај еден, евентуално два ќе си легнам, затоа што сабајле сум на работа. И тоа беше се од мене за оваа видео, односно за овој влог, кој искрено се надевам дека ви се допадна и дека го задржа вашето внимание до самиот крај. Доколку е така, ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал и во коментари пишувајте ми предлози за статични видеа кои вие би сакале да ги гледате во иднина на мојот YouTube канал, односно за време на овој карантин. Во овој момент ве љубам, ви посакувам убав остаток од вечерта или денот кога да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа.